Почитувани гледачи, по повод предстојниот празник 11 октомври, подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор во Македонија и со пукањето на така наречените први пушки во Прилеп и Куманово, се одбележува овој многу значаен и голем ден за Македонија. По тој повод ќе поразговараме со примариус доктор Круме Соколовски, председател на Организацијата на борци од Прилеп. Господине Соколовски, пред се добре дојдовте во емисијата Инфорегион. Благодарам за вниманието и за поканата да учествуваме во оваа емисија. На почеток да ве прашам, се одбележуваат 75 години од подигнувањето на ова востание. Како Организацијата на борци од Прилеп ќе се вклучи во одбележувањето на овој значаен датум за нас како држава? 11 октомври представува еден од најзначајните датуми во нашата национална историја, кога македонскиот народ, а посебно градот Прилеп со своите револуционарни сили и првоборци, со првата пушка и најава дека македонскиот народ нема да трпи робство, но ќе бара своја слобода и формирање на своја национална држава. Таа организација беше многу успешна, така да во 3 групи со претходни припреми се извршија тие акции успешни, после кое значи револуцијата почнува да зема замав. Потсетиме како започна, односно како се случи тој момент кога граѓаните на Прилеп се кренаа против фашистичкиот окупатор. Фашистичкиот окупатор мислеше дека во Прилеп ќе најде на некоја добра подлога, меѓутоа Прилеп е богат со свое револуционарно минато, почнувајќи уште од природбениот период, од Ѓорче Петров, Пере Тошев и други наши револуционери кои дадоа голем допринос во освестувањето за македонскиот народ како посебен народ и нација и идентитет. Така да градот наш докажа дека тие патриотски чувства постојат, се развиваат и во текот на народно-ослободителната борба многу наши првоборци беа организатори и инструктори во повеќе области во Македонија, а исто беа и на врвни политички позиции во партијата. Како ќе се вклучите во одбележувањето на овој значаен ден? Организација на борци. Секоја година Сојузот на борците се вклучува во овој значаен ден, затоа што тоа е почеток на едно успешно револуционарно движење после царството на Самуил и формирањето на крајот на борбените единици, а со Асном веќе се конституира Македонија како државна институција со сите посебности кои што треба да има, да е карактеристично за една држава. Ние секоја година се вклучуваме во програмата на локалната самоуправа, со која имаме добра соработка и учествуваме во сите манифестации кои што се предвидени во програмата. Исто така, пред 2 години, 2014 година, во Прилеп се одржа многу успешна средба на генерациите на Сојузот на борците од цела Македонија со солидна програма. Очекуваме дека на ниво на Републиката и ова година ќе се одржи некаде таа средба, но сепак чекаме некои извести од Републичкиот одбор. Овде ние во посебна програма ние не правиме, затоа што се вклопуваме во програмата на локалната самоуправа и со наши делегации учествуваме на сите одбележувања во програмата која што е предвидена со положување на свежо цвеќе на познатите места на крајот на могилата. Исто така ние како Сојуз на борци посебно планираме во
овој месец да одржиме едно предавање, една трибина за нашиот познат сограѓанин Крсте Црвенковски, народен херој, кој учествуваше и на 11 октомври 1941 година, па исто така и учесник во митингот во Царевич на 8 ноември истата година во нашиот клуб, со учество и на други асоцијации кои што ќе бидат на таков начин да и мислиме на тој ден нешто да се изнеси и за значението на 11 октомври. Колку денес младите се запознати со ликот и со делото на таа народно-ослободителна борба од 1941 година? Секако запознавањето е преку наставната програма, преку медиумите, преку овие одбележувања, но јас сметам да почит према народно-ослободителната борба, према сите тие учесници во таа успешна народно-ослободителната борба, која се формирани одреди и батальони, па првиот батальон го носи името на нашиот народен херој Мирче Ацев, па бригади, па дивизии, корпуси. Треба се посвети повеќе внимание кон тоа, со тоа да се јакни патриотскиот дух, почнувајќи од нашите природбеници, од комитите, војводите, народно-ослободителната борба, па и бранителите на нашава држава. Во наставната програма би требало, мислам, овие сите настани да бидат поухватени, затоа што ние сега со народно-ослободителната борба се воспостави за прв пат после Самуила една држава македонска со сите адекватни институции кои што се треба да функционираат во една таква држава. И тоа треба да се почитува. Почитувањето на тие сите борци кои што ги спомнав секако е со овие одбележувања, одредени настани, одредени трибини, присуство во медиумите, во одредени записи, затоа што народно-ослободителната борба, како што мене ми е познато, а имам и од доста тие зборници кои што се, многу е опишана во многу симпозиуми кои што се одржани и овде и кај нас во Прилеп и на ниво на Република, и како документација таја постои во библиотеките и во нашата библиотека во Сојуз на борци и во други институции. Меѓутоа, повремено тие настани треба да се возобновуваат. Во минативе години ние организираме неколку конкурси заедно со учество на учениците од средните училишта за партизанските одреди, формирањето за февруарскиот поход. Веројатно ние ќе имаме и понатаки некој план во врска со така освежување на тие настани со средношколската младина, а воено и одбележуваме, имаме и добра соработка за февруарскиот поход, кој што традиционално го одржуваме во февруари, еден значаен настан од нашата народно-ослободителна борба, со учество на планинарските друштва, со учество на дел на армијата како помош, со пензионерските друштва, со локалната самоуправа, така да и тука најдуваме заеднички корелации, мислам и со локалната самоуправа, и со планинарите, и со пензионерите, и со армијата во своји домени. Целта ни е да сепак остане во тоа сеќавање кај сегашниве генерации, да се развие неко чувство на одговорност и патриотизам кон помладата генерација. Воедно мислиме да издадеме една монографија за Сојузот на борците на Прилеп, во ке да дадеме еден осврт кога е формиран Сојузот на борците, активности на Општинскиот сојуз на борци и се до денешен ден. Секако да тоа е напорна работа, но во нашиот план е тоа. Ние имаме околу 2000 членови и продолжувачи, тоа се млади луѓе кои што се,
Исто така сакам да спомнам да органите на општинскиот одбор се возобновени со помлади. Така председателството од 11 члена скоро е половина нови членови се, а и во општинскиот одбор имаме скоро 8 нови членови. На одреден начин таа, да речам, биолошка замена која што е сосема нормална со годините да постои и понатаки планираме се уште така да се развива. До сега добро функционираме, мислам, сепак Прилеп град Керој заслужува едно такво место. Она што го спомнав да Прилеп бил од секогаш огниште на револуцијата и тоа треба да продолжи. Затоа што во Македонија единствен град Керој, тоа е Прилеп. Тоа значи еден голем допринос во народно-слободната борба со многу учесници, директни учесници во партизанските одреди и бригадите, а исто и во позадина многу членови, многу погинати и да не спомнам значајни места кои што се борбени, кај што се воделе борбени действија во наше подрачје. И еве за крај, на 11 октомври, која ќе биде вашата порака како организација на борци до немладите и до македонскиот народ? Моја порака е, јас сум повозрасен, така на одреден начин уште пошто потекнувам од партизанска фамилија и од своји 12 години сум помагач на покретот. Познати ми се и во наредниот период сите настани во нашата, мислам, држава и република, од позиции, на разни позиции кои што ги имал во општеството, било на стручен или општествен план. Моја став е дека во Македонија му треба единство, да се сплотат сите сили кои што мислат добро за Македонија, за иднината, младите генерации кои што сега мислат многу повеќе додат во странство, сепак со една таква политика, со можност за вработување, секако школувањето имаме доста универзитети, да можат да се вработат и да останат тука, а не нашите најблиски да одат, да речам, да живеат и да работат во друга место. Значи, мислам, треба единство на македонскиот народ, затоа што има и добри и вредни луѓе од сите средини. А второ, има еден познат филозофски изрек, да ако сакаш тебе да Вајнберг, ако сакаш тебе да те почитува, ова се односи малце на друго, али сакам да кажам, ако сакаш тебе да те почитуваат сегашниве генерации идни, тогаш ти почитувај ги тие кои што биле пред тебе многу, кои што граделе, кои што твореле, на таков начин ти си завземаш едно место во сегашнината и својата иднина. Значи, да се чувствуваме како македонци, да мислиме за нашата држава, да ја развиваме во секој поглед и со нашите активности да бидеме дел на Европската унија и членови на НАТО. И на крајот би додал, по сегашниве млади генерации идни сепак да ги почитува своите предци кои што работеле, организирале, војувале, се бореле и гинеле за денеска ние да имаме една слободна и независна своја собствена држава призната од многу држави. Благодарам разговорот. Тоа беше разговорот со председателот на Организацијата на борци од Прилеп, примариус доктор Клуме Соколовски.